На повидок нов скандал во македонската дипломатија. На само 65 дена до техничката влада и 165 до предвремените избори се брза да се пополнат амбасадорски места кои со години беа празни. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи во Вашингтон, професорот од правен Миша Домановиќ во Телавив, советникот на премиерот Дане Талевски во седиштето на НАТО во Брисел, дипломатката од кариера Шпреса Јусуфи во Анкара, писателот Сашко Насе во Софија, кој сега е таму како директор на Македонскиот културно-информативен центар. Ова се 5 сериозни кандидати кои би требало да добијат амбасадорски позиции, дознава Алфа од извори во Министерството за надворешни работи. Официјално и оттаму и од кабинетот на председателот само велат дека во тек биле консултации и усогласувања за потенцијалните имиња. Овој процес е во финална фаза, а по завршувањето на истата ќе се превземат законски утврдените процедурални активности за комплетирање на процесот. Процесот за избор на амбасадори во дипломатско-конзуларните представништва е во тек. Кабинетот на председателот е во постојани консултации со владата и со ресорното Министерство за надворешни работи. Македонија има 57 дипломатско-конзуларни представништва низ светот, а дури 27 од нив подолг период се без амбасадори. Ова пред се е резултат на коалициските недоразбирања меѓу СДСМ и ДУИ кои не може да се договорат околу поделбата на колачот. Поранешниот министер за надворешни Антонио Милошовски предупредува дека ова може да предизвика политички тензии и да остави лош впечаток за државата. На 2 месеци од детронизирањето на премиерот во заменување и на 2 месеци од формирањето на техничка влада, Заев и Димитров треба да размислат дали по секоја цена ќе туркаат пополнување на амбасадите со цел да задоволат одредени партиски, коалициони или лични обврски кон одредени луѓе. Токму пред 3 години, актуелниот министер за надворешни работи Никола Димитров го стопираше заменувањето на подпредседателот на ВМРО од ДПМН Александар Николовски на позицијата амбасадор во Европската унија, зашто одлуката за негово испраќање ја донесе тогашната влада во заменување.